Да, Ване, токму така, сообраќајниот метеж беше причина зашто нашата гостинка закасна во ова линковско вклучување. За разлика од нашето прво вклучување, сега веќе се полни скопските булевари и улици со автомобили. А во продолжение на ова линковско вклучување, во есен се повеќе слушаме за кивавици, за кашлање, но и за црвени очи кај најмладите, и токму таа е темата за која ќе разговараме со педијатар доктор Сања Цилевска-Младеновска, сезонски алергии, како да се препознаат и како да се третираат истите. Докторке, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Благодарам на поканата, добро утро и поздрав до гледачите. Кажете ми, кои се симптомите по кои родителите може да препознаат дека нивните деца имаат сезонска алергија, сепак не станува збор за обична настинка? Обично тоа е групата од симптоми кои што се карактеристични, значи тоа е кивање, меѓутоа кивање неколку пати поред, например 5-6 пати детето ќе се накива одеднаш, течење на нос, чешање на носот, они имаат карактеристично чешање на носот, ние тоа го викаме алергиски поздрав. Кога баш го тријат носот, чешкање на очињата, зацрвените очиња, меѓутоа она што е најиндикативно е кога симптомите траат подолго од 2 недели. Кај сите вирусни инфекции кои што исто така се чести овој период, обично симптомите се повлекуваат за 5 до 7 дена. Меѓутоа, кај алергиите секогаш се долготрајни, траат на долго време, а во меѓувреме детето е во добра форма, значи нема температура, си јаде нормално, си оди во школа, во градинка, си се движи, има нормална енергија, меѓутоа ги има оние симптоми кои што исто така го нарушуваат сепак и квалитетот на сонот, меѓутоа и животот на детенцето и функционирањето. Кога ќе се појават овие симптоми кај детето, како родителот да реагира, што е потребно прво да направи? Секако е потребно да се консултира прво соматичниот доктор, доколку симптомите траат предолго и се потребни некои дополнителни испитувања за да се потврди алергијата, дали тоа ќе биде брис од нос, дали ќе биде или ако е некоја вирусна или бактеријска инфекција, дали ќе биде од крв испитувања за алергија или оние алерготестови што се кожни. Секако прво соматичниот лекар, тој ако смета дека има потреба, ќе го препрати детето на дополнителни инвестигации и доколку се заклучи дека стварно станува збор за алергија, тогаш се започнува со терапија. Не би требало родителите, тоа често ми се случува посебно во дежурна амбуланта, на своја рака даваат сирупчиња за алергија, ако детето например кашла. Не е тоа правилно и не е паметно, затоа што антихистаминиците, тоа се групата на лекови кои што ги даваме за алергија, знаат доста да ја исушат слузницата на дишните патишта, па се намалуваат оние нормални одбранбени, онаа влажност на слузницата и може дополнително да се влоши кашлицата. Значи препорака до родителите прво да се консултираат со лекарот, да не посегнуваат по антиалергиски средства на своја рака. Докторке, има ли период од денот или можеби во текот на целиот период кога се сезонските алергии, кога алергијата е поактивна, кога не? Тоа зависи секако од концентрацијата на полен, зависи детето на што е алергично, ако е алергично на мувла, на прашина, секако алергијата и симптомите се појачуваат кога е во затворена просторија. Сега ради температурите, влажноста на времето, секако пак се алергиите во пик, исто како што се во рана пролет. Така да треба да се мисли на тоа и во зависност на што е алергично детето, ако е алергично на полен, симптомите се најинтензивни навечер, кога после движење ќе дојде дома и затоа една од препораките е да се измива носот со оние солени раствори, значи да се прави таа промивка на носот, затоа што тоа е физички најдобар начин, најдобар метод физички да се отстранат што е можно повеќе алергени. Кажете ми, која е вашата препорака до родителите во однос на превенцијата? Дали има начини со кои може да се намали изложеноста на алергија? Алергиите сами по себе представуваат една пребурна реакција на имунолошкиот систем и кај најголем дел од дечињата таа се надраснува со возраста. Некогаш може да биде да се манифестира освен со респираторни, со кожни симптоми. Летово имавме навистина многу уртикарии, тоа се баш бурни алергиски реакции на кожата, како пликови кои што се јавуваат исто така кај дечиња кои што се предиспонирани. Она што е загрижувачки што во последно време алергиите баш се во некој пик, како некоја епидемија на алергии, дури и бебињата многу почесто сега се раѓаат со онаа состојба на атопичен дерматит, тоа е исто алергиска состојба. Така да загадувањето,
начинот на живот, исхраната, сето тоа влијае на зголемен број на алергии и секако препорака до родителите ако можат барем еднаш неделно да одат некаде на планина, значи на чист воздух, каде што е намалена концентрацијата на полен и на сите оние алергии, често проветрување покрај тоа што температурите не го дозволуваат тоа, редовен сон кај детето, некогаш треба да се дадат имунолошки модулатори, стимулатори на имунитетот кај детенцето, меѓутоа сето тоа да биде во консултација со доктор. И доктор Сања, за крај на нашиот разговор, дали сезонските алергии можат со текот на времето да се надраснат или најчесто бараат постојано внимание и третман? Најголем дел од алергиите се надраснуваат, посебно оние алергии кои што се на храна кај децата, посебно на на кравио млеко, на протеини на кравио млеко, се надраснува со возраста, значи веќе обично се намалуваат симптомите после втората година од животот. За разлика во некои поленски алергии, па можете да се засилат, па ќе се зачудат родителите, детето немало претходната година симптоми, сега има, меѓутоа самото загадување, структурата на почвата, пестицидите, сето тоа си носи ризик. Така да може и кај дечиња кои што немале порано симптоми да се појават деново симптоми и препораки до надлежните и до сите, значи да се мисли на квалитетот на воздухот, на почвата и на воопшто на хигиената во заедницата. Доктор Сања, ви благодарам за одвоеното време и што бевте дел од јавниот сервис ова утро. Ги чувме препораките, разговаравме со педијатар доктор Сања Цилевска-Младеновска за тоа кои се сезонски алергии, како да се превенира, но и како да се препознаат истите, особено кога станува збор кај најмладите. Ване?